Не е во ред едни да работат, а оние што се плаќаат од джебот на граѓаните да си седат дома. Зборуваа едно пред да дојдат на власт, а сега го прават истото како ВМРО ДПМН. Вака реагираа граѓаните и приватниците пред камерата на Макфакс, откако владата синоќа скришно и сама си донесе одлука за 2 јануари службениците да седат дома и заедно со викендот да си добијат 4 дена одмор. Треба да не работат и другите, нели предлог беше дека и приватниот сектор да прифати, а не само администрацијата. Они речија за себе, али предлог е и приватниот сектор да го прифати тоа. Тоа приватниот сам треба да одлучи. Да. Па не е во ред. Само администрацијата не работи, не е во ред. Јас сум од постарата генерација и ние секогаш имавме први и втори одмор. Многу празници се, меѓутоа тие што кажуваат дека во годината толку работни дена се одржи работни, значи треба да ги одработат, а сега ќе испадне дека еден ден помалку ќе работат администрацијата. За нас не важи празници или не празници, јас сум работам во култура, така да работиме и на празници. Години работи, ќе ти избркаат од работа. Приватните така? Еве, нон-стоп работат, дали е Божик ли е, Бајрам ли е, си работат. Владата ги повика газдите од приватниот сектор да затворат на 2 јануари и тие да седат дома. Но дел од уќанџиите кои зборуваа за Макфакс кажаа дека тоа не е возможно. Ние што сме услужна дејност би требало да работиме. Како ако биде цел град затворен, каде ќе јадат луѓето, каде ќе одат? Нели ќе има некој што ќе биде, што ќе му има потреба од нас, така? Па што има врска приватност и друга работа, што секој гледа да не го изгуби денот, зашто? По синоќешната објава на информацијата, жестоки реакции има и на социјалните мрежи. Еве дел од објавите на твитерџиите. Седница на влада. Дечки, кнапе работава. Се е хаос од државата. Дајте да чуем решенија. Да им го дадеме 2 јануари неработен ден. Гениално. Прават муабет двајца од администрација. Едниот на другиот му вика: "Абе, брати, 2 ќе биде неработен ден за нас?" Другиот одговара: "А кој бил работен?" 2 јануари досега беше неработен за администрацијата. Само дел од нив мораше да се појават и да ги куцнат картичките на тие што не идат. Дополнително во текот на јануари, согласно календарот за празнување, администрацијата ќе ќари уште 5 неработни дена. Со празнувањето на Божич, кој се паѓа во понеделник, државната служба ќе ужива во првиот од вкупно 7 продолжени викенди што се паѓаат во 2019 година.